Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е потпредседателот на Уставниот суд во Босна и Херцеговина и поранешна судика во Судот за човекови права во Страсбур, Маргарита Цаца Николовска. Господјот Цаца Николовска по насилството во собранието на 27 април. Обвинителството покрена околу 30 на кривични пријави против лица за учество во толпа, а само двајца добија кривична пријава за обид за убиство за пратеникот Зијадин Села. Дали според вас обвинителството е преблаго во поднесувањето на овие кривични пријави? Па не би можела генерално да зборувам заради тоа што имам сознание исклучиво само преку медиумите. Меѓутоа, јас ќе кажам дека Европската конвенција за човекови права, членот 2, право на живот, го шири обемот на постапување во смисла на тоа да вели правото на живот, ако е загрозено со средство опасно да го повреди животот, се постапува по тој предмет и се гледа во таја насока дека има некакви елементи каде што правото на живот е повредено. Значи, не мора секогаш да биде употреба на пиштол, кое што е смртоносно оружје. Напротив, дури и со нешто по-јако кое што може да предизвика смртна последица, може да влезе во омбитот на таквото постапување. Заради тоа што сметам дека обвинителство во понатамошната своја работа мора да ги има овие елементи во предвид и да не оди на благото заклучување дека станува збор за учество во толпа, зашто сите тие што влегоа учествуваат во толпа. Друга е намерата што била, каква била. Сигурно дека намерата не била само да влезат и да покажат дека влегле. Самото упатување, самото водење во пресконференциската сала и она што се слуша, меѓусебните разговори, укажува дека има многу поголеми елементи на други кривични дела. Во исто време само би посочила дека и организаторите треба да бидат ставени под лупа и тие треба да бидат исто така третирани од страна на обвинителството. Зашто ова сигурно дека не е нешто спонтано. Ние многу работи видовме, отварање на врати, дигање на тие железни шипки, упатување каде да се движат, како да се движат, разговори помеѓу лицата што учествуваа во тие настани. Сето тоа укажува на сериозноста и на потребата многу посериозно и многу подетално да се испитуваат околностите. Од СДСМ обвинија и дека дел од пратениците од ВМРО-ДПМН им помогнале на демонстрантите од иницијативата за заедничка Македонија да влезат во собранието и да стигнат до прес-центарот. Треба ли според вас пратениците да одговараат? Апсолутно, секој треба да одговара пред законот така како што предвидува законот. Самото, затоа и ги спомнав организаторите, затоа и ги спомнав помагачите на сите овие настани или овозможување за тие настани да се случат. Демократијата, која што треба пратениците да ја практикуваат, секако не е насилство и секако не е организирање и подпомагање на такво насилство. Обвинителството соопшти дека кривичните дела можат да бидат преквалификувани доколку има нови докази. Колку тоа е само изговор на обвинителството поради притисокот во јавноста околу случајот? Значи, обвинителството досега покажа, да кажам, некој селективен пристап. И таквиот селективен пристап секако дека остава место за одреден сомнеш. Меѓутоа, јас се надевам дека тие ќе смогнат сили и барем овие предмети професионално ќе ги процесуираат, имајќи во предвид дека истрагата сега фактички лежи кај нив.
Во колку направат големи пропусти, секако дека нивната професионалност ќе биде доведена во прашање и нивното обстанување како лица кои што го гонат криминалот ќе биде доведена во прашање. И тогаш ќе треба да сносат соодветни последици. Од Заедничка Македонија поднесува иницијатива до Уставниот суд за преиспитување на уставноста на изборот на Талат Џафери за председател на Собранието. Каква одлука очекувате од судот? Од Уставниот суд на Република Македонија, имајќи до сега праксата, имајќи до сега постапувањето, ништо не би ме изненадило. Меѓутоа, и покрај тоа што не сум ја видела иницијативата, не ми е јасно во која насока и што ќе се бара од Уставниот суд. Во меѓувреме истекува и мандатот на специјалното јавно обвинителство. Како според вас специјалното јавно обвинителство може да продолжи со работа со цел расчистување на скандалот со прислушувањето? Рокот од 18 месеци се однесува само за покренување на обвиненија. Точно е дека тој рок е многу краток рок. Точно е дека во тој рок не можеа многу работи да се испитат и уште на сам почеток, барем за мене, краткиот рок ми алармираше дека ќе биде проблем. Меѓутоа, она што е најважно е дека во целокупната оваа ситуација, обструкциите што ги правеше владеачката тогашна партија беа од таков карактер да и тој рок заради тоа не можеше да се почитува. Она што во дадената ситуација може да се направи е да се види какви биле обструкциите и секоја обструкција колку временски период на некој начин довела до оневозможување на специјалното јавно обвинителство да работи и на тој начин како аргумент тоа да се презентира или да се земе во предвид при одмерување на рокот од 18 месеци. А во колку тоа не се стори, тоа би било огромна дамка на оние кои што ќе гласаат против тоа во насока да не се сака криминалот да се гони и да се оневозможи тоа. Тоа е нешто кое што понатаму тие кои што ќе гласаат спротивно на ваквата одлука ќе биде третирано во насока на нивно несакање на владење на право, на нивно несакање криминалот кој што евентуално е направен да се процесуира. Може би онаа опција најлошата, во колку ќе се утврди дека престанал мандатот на специјално јавно обвинителство во оваа насока, тогаш да тие предмети се превземат од редовното обвинителство и тоа да продолжи да ја води истрагата во таја насока. Лидерот на ССМ Зоран Заев најави реизбор на судството. Невозможна ли е мисијата за создавање независно судство? Мисијата за создавање на независно судство во земјата секако дека не е невозможна. Прашање е само на начин како тоа ќе се изведе. Дека треба големо и обемно преоценување на работата на судиите, иако сакате и на обвинителите, па и на некои адвокати во зависност од учеството и во зависност од спрегата, секако дека треба да се врши. И мислам дека тоа не е толку проблематично ако се направи со добра намера и ако се поентираат точните елементи каде судиите и како се однесувале и колку судиите можеле да донесат правилни одлуки од една страна, засновани секако на закон и на устав, и од друга страна начинот на избор на одредени судии. Ние имаме судии кои што се избрани за судии по тефтерче, ние имаме судии кои што се, да кажам, пролетале низ сите судски инстанции,
ние имаме судии кои што покажале на некој начин одредено непрофесионално, неквалитетно правораздавање. Ние имаме состојби на селективни правди, ние имаме состојби на две различити одлуки од ист судски совет. Сето тоа се работи кои што укажуваат дека во одредена ситуација непристрасноста не била застапена, а што се однесува до изборот и во делот на независноста, исто така имаме проблематичен пристап и сето тоа со едно испитување соодветно може да се утврдат елементи и врз основа на тие елементи да дојде до разрешување на тие судии или дисциплински постапки. Не е непознато во македонското правосудство судии да бидат разрешувани. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.